Колегите утринци ве испратија на убав начин, тука сум јас да ве пречекам во магазин, а после добро расположение со добра песна, нивен избор, јас ќе продолжам во спортски дух, односно во студио пречекувам поранешна рекордерка и шесткратен шампион на Македонија во маратон. Секогаш активна и актуелна дама во спортот, атлетичарка која што знае да биде и активен промотор на маратони во Македонија. Се на се со Весна Кираџиева ќе имаме интересен разговор за тоа како спортистите живеат, нивниот начин на живот, кои се незините здрави навики, меѓутоа и моментите кои што ја одбележуваат незината спортска кариера и сега во поново време незините залагања во политичкиот свет. Се ќе биде релаксирано и опуштено, така што останете на сител. Секогаш кога имаме спортски гости во студио, има навистина што да се извлече добро од нив, тоа е дисциплина, напорна работа и секогаш посветеност на она што го прават. Таква е мојата денешна гостинка, затоа што со години е актуелна во атлетиката и маратоните, особено Скопскиот маратон, затоа што ја нарекуваат и кралица на Скопски маратон. Останете на сител. Весна, многу ти благодарам што ја прифати поканата и што дојде денес тука. Благодарам и на вас на поканата и добро утро на вашите гледачи. Како си? Одлично, благодарам. Убав ден, иако малку облачен, сепак убаво го започнуваме вака со вас во убаво друштво. Да, облачен предпоставувам, односно верувам дека тебе метажот во Скопје и заглавување во сообраќај не ти се познати со оглед на тоа што си атлетичарка, палиш патиките, трчаш и сега си. Да, луѓе очекуваат дека веројатно со трчање ќе си дојдам на локациите, меѓутоа ете со велосипед дојдов така што ги избегнав гужвите и не го почувствував така стресно денот. Велосипед затоа што навистина сега во моментов е малку хаотично тука во Скопје или едноставно ти е дел од здравите навики што си ги практикуваш како спортист? Да, реално тоа ми е превозно средство на мене. Со велосипед секаде се движам, бидејќи навистина ми е полесно и попрактично, не ми е стресно по пат, не мислам каде да се паркирам, па каде сум ја паркирала колата. Едноставно тоа ми е начин на живот, веројатно и начин на ослободување од дневните стресови. Да, апсолутно. Сега верувам дека си имаш посебен начин на живот, затоа и го споменав тоа и некако сте ред, работа и дисциплина. Кои се твоите утрински ритуали за да можеш да одржуваш и сила и кондиција? Па сакам да го започнам денот потрадиционално, би рекла, со сутринско кафе, чисто за расонување и мислам дека една од веројатно можеби полошите навики, меѓутоа сега е навика на буквално посебно на секој млад човек е да погледнам во телефонот и да видам што ново се случувало во периодот додека сум преспала. Не е добра навика, меѓутоа ете тоа е нешто што веројатно и самите работни ангажмани моментално ми го бараат, па ете тоа е начинот на кој што јас го стартувам мојот работен ден. Да, и сега во однос на маратоните и атлетиката не е сезона, завршија надпреварувањата на кои што беше дел и ти. Како течат твоите физички активности кога не е сезона? Како се подготвуваш за на пролет повторно да можеш да освоиш маратон? Да, па без разлика тоа што е сега нели крај на сезона, малце сме полабави, порелаксирани, временските услови самите го наметнуваат тоа. Меѓутоа нашите тренинзи понатаму продолжуваат, посебно за оние кои што се активни атлетичари кои што претендираат да бидат успешни во наредната сезона. Тренажниот процес и понатаму продолжува. Тоа не е нешто кога немаме надпревари дека ние ќе застанеме да тренираме, бидејќи резултатите токму во овој период кога нема трки се постигнуваат баш со тој тренинг процес. Така што иако малце на сите ни е потребен одмор, без разлика дали од работни ангажмани или пак е само од тренинзи надпревари, тој период на одмор е потребен кај секого и е препорачлив, бидејќи во спротивно ќе прегориш, или како спортист, или како човек, како личност, било како. Токму затоа се препорачува да се направи мала пауза, па потоа повторно се влегува постепено
во форма, прво со полесни тренинзи, па потоа како што се наближува нели онаа целна трка која што ја имате во додената сезона, малце со поголем интензитет и на крајот повторно на крајот самата база се завршува со сосема лесни тренинзи. Тоа е накратко малку тренинг, тренажниот процес, како ни се одвива, Да, за ова за тркиве и се она што се сјајни моменти во твојата атлетичарска кариера, ќе прозборуваме и малку подоцна, меѓутоа она што него искоментирав јас е дека во последно време се оствари и како автор, односно 2 последователни книги. Првата беше насловена Издржи кралица, а втората Кралицата издржа. Ќе издржи. Ќе издржи. Ќе издржи, да. Уште уште се ќе видиме, уште се надеваме дека ќе издржи. Тоа беше и целото размислување во однос на насловот на втората книга. Искрено кога ја пишував првата и кога ја насловивме Издржи кралица, верував дека ќе издржи кралицата и верував дека насловот ќе биде така позитивен. Кралицата издржа, меѓутоа се уште сме во процес, атлетиката се уште не е во онаа позиција каде што јас се надевав и верував и сакав дека ќе биде. Затоа давам ете така некој наслов кој што е мотивирачки, ќе издржи. Да, пред да не откриеш уште дел од содржината што се крие во оваа книга, јас само ќе потенцирам дека некој прв ќе се јави на телефонот на телевизија Сител, ќе може да дојде веднаш после емитувањето на магазин и да ја подигне од кај нас од телевизија. Каква содржина главно има и во двете книги? Слушнав дека не мора да се чита првата па за да можеш да разбереш и втората, се поврзани, меѓутоа не се да кажам да не можеш да разбереш што се случува кога земеш да ја читаш прво втората. Точно. Суштински се поврзани во однос на тоа дека ја користат истата тематика, односно се работи за делови на моите успеси, на моите падови, на атлетиката како кралица на спортовите, токму тоа е името, насловот кој што се провлекува нели во двата дела. Меѓутоа, да, точно е дека не мора буквално да сте започнати, бидејќи не е некој вид на двелогија, трилогија, како што сме нели научени во другите романи да го читаме, туку се работи за содржина која што сакав да биде достапна не само да се пронајдат нели оние кои што се спортисти или атлетичари во однос на тоа дека јас сум атлетичарка, туку да се пронајде било кој, затоа што суштината на книгата е повеќе мотивацијски, повеќе дека буквално сите смисти, знаете, луѓето посебно денеска кај нас младите гледаат Facebook, гледаат Instagram, она што го постираме се нели претежно нашите успеси, она што со што сакаме да се пофалиме, па да ни позавидуваат другите, со што се создава некоја слика дека нашите животи се совршени, луѓето се една аномалија. Да, што е аномалија и тоа сакав да го преточам некако преку моите зборови, дека секоја моја слика, секоја слика каде што сум триумфантно влезена во финишот како успех, дека сето тоа било некој процес на борба, на битка, на постојани падови. Буквално наведувам и во книгата дека можеби најголем дел од трките, најголем дел од мојата кариера биле токму неуспеси, односно сум и повеќе трки во животот имам изгубено отколку што имам победено, меѓутоа ете такво е општеството, меѓутоа и тоа е добро, позитивната работа, секогаш се памтат твоите успеси, твоите најголеми постигнувања, така што тоа секогаш останува на виделина. Меѓутоа ете, убаво е луѓето да знаат дека буквално сите смисти, дека секој може да се пронајде, дека може да најде мотивација и во поразите секогаш можеш да се издигнеш на тоа. Да. Затоа што имаш наистина многу успеси доживеано како спортист, а атлетиката, ќе кажам дека во Македонија не е толку многу актуелен спорт. Како започна да влегуваш во тој свет и како те препознаат дека можеш да едноставно да напредуваш и во маратоните и во атлетика? Почнав многу мало, мислам баш како дете. Прво започна мојот брат Александар, кој што исто коавтор на првата книга. Да, ова е самостојна, првата е коавтор. Тој започна прв бидејќи беше нели повеќе кај нас уште се форсира дека машките се повеќе со спорт, женските се повеќе за дотирување за мода. Па не, ете кај мене во моето семејство, во моето окружување не било така, меѓутоа брат ми започна со фудбал, што е нели па ептен класично, замислата е дека е за машко, дека не е за девојки. Меѓутоа тој постепено почна преку една трка која што беше тогаш Божикна трка.
традиционално се организираше на 7 јануари, на денот Божик. Тој учествуваше на таа трка и како многу мал се покажа како талентиран, почна мислам го повика тренерот. После неколку недели јас се приклучив чисто да видам што се случува. Тренерот Методија, сега покоен, често го спомнувам и во книгите како голема мотивација за мене во растежот. Буквално ме издвои од таа клапа. И така започнав со атлетика на некои 12 години. Почнав постепено, значи почнав со оние пократки трки на средни дисциплини од 800 до 1500, значи тоа се трки на стаза, на стадион, и таму буквално израснав, градски стадион и евентуално кеј. И како што повеќе создравав, повеќе се префрлав на подолгите дисциплини, што исто така природен тек во однос на атлетиката, бидејќи кога сте помлад, тука е повеќе изразена брзината, потоа брзинска издржливост и на крај издржливост, што се бара например во полумаратон и во маратонското трчање, и така завршив до маратон. Така што да, процесът не е нешто што дојдов и веднаш дојдов да трчам маратон, иако сега е природно во однос на рекреативците. Например, тоа е добра позитивна работа, кој некои што се рекреативни тркачи почнуваат и на 30, 40, 50, 60, 70 години, почнуваат да тренираат, да се подготвуваат за маратони. Додека ние како атлетичари почнуваме, буквално зборувам, значи разлика помеѓу атлетичар и тркач рекреативец. Да, тоа е една огромна разлика, затоа што да градиш професионална спортска кариера, навистина бара голема жртва. Какви се предизвици носи атлетиката, без разлика колку успеси си постигнала, тоа што го зборуваше и за содржината на твојата книга, дека не секогаш таа победа или трофеј што ќе го освоиш, ќе знае да допринесе за она што си загубила, додека да стигнеш до врвот. Какви се предизвици ти предизвикувала во текот на целиот живот на некој начин твојата професија? Дефинитивно премногу, со оглед на тоа што напишав 2 книги на таа тема. Има што да се каже. Да, има што да се каже, затоа што навистина спортот е на незавидно ниво. Мораме да бидеме реални на незавидно ниво. Посебно и атлетиката, иако повторно ќе напоменаме кралица на сите спортови, треба да биде највисока, треба да биде пример, треба да биде применувана повеќе во училиштата. Токму тоа е голем предизвик кога веќе почнувате да се занимавате професионално или условно да кажам професионално, бидејќи кај нас професија се мисли дека си платен, се подразбира дека си платен, кај нас воопшто не е така, и тоа е еден од најголемите проблеми кај нас, посебно во атлетиката, што затоа и не бележиме такви видни резултати кои што можеби се очекуваат, кои што се гледаат на светско ниво, како не знам, еден Усеин Болт кој што е секаде популарен и познат, без разлика што веќе долго време пензиониран. И тоа е еден од најголемите пречки со кои што ние како атлетичари, јас конкретно како атлетичарка веќе скоро до година, 25 години во овој спорт си имам соочувано, затоа што буквално и откако веќе ќе почнете да правите резултати и да ги соборувала рекорди, имам интернационални медали на првенства, на домашни првенства премногу за да се избројат. И се соочувате со затворени врати, институциите никогаш не излегуваат во пресрет на вашите барања, ниту макар да ве наградат, и сето тоа доведува до намалување на заинтересираноста кај генералната популација, кај младите да се занимаваат со спорт, и тоа доведува до стагнација. Остануваме една мала група така да кажам, со тврдоглави спортисти, меѓутоа тоа не води напредок, нема прогрес. Така што тоа е една од главните работи кои што сакав и тука да ги истакнам, и кои што постојано мислам дека ги потенцирам. Убаво е кога има некој кој гласно да зборне. Атлетиката кралица на спортот, Весна Кераџиева кралица на Скопскиот маратон. Ти годили кога ќе слушнеш така убави епитети за сметка на твој успех? Па да, секако. Кога кажам дека веќе институциите не го валоризираат трудот и никако не ве наградуваат, убаво е кога барем, да речем, на некој начин публиката, тоа го согледува и на тој начин ви се обраќа, да кажам. Особено ми беше
така, како да кажам, мотивационо. Оваа година на Скопскиот маратон, кога ќе се разминев со други тркачи или со публиката покрај патека. Значиш знака, да. Па да, ама беше многу позитивно, многу убаво. Кога страна ќе ми викне ајде издржи кралице до крај, кралицата ќе издржи. Значи оттаму се и насловите така на да, двете ми годи дефинитивно што луѓето веќе го препознаваат тоете. Како и мене ме препознаваат како некој вид на репрезент на овој спорт. Да. Па од женскиот пол би кажала дека да, навистина си репрезентативец за кај нас она што се случува во однос на маратоните и атлетиката. Сега, освен спорт и освен тоа што знаеш понекогаш да си пишеш на парче хартија твои зборови, почна да се залагаш и со нешто друго што не беше во твоето секојдневие, односно беше кандидат за градоначалник на општина Аеродром. Како се случи да влезеш и во политичкиот свет? Што те испровоцира за да отвориш и таа врата да видиш што таму се случува? Па ете, баш дополнително се надоврзуваме на ова што до сега го говорев, со оглед на тоа што секогаш наоѓав како атлетичка, како спортистка затворени врати на институциите, спортот не гледав дека оди во никоја позитивна насока и дека сето тоа е повлечено токму од лошите политики кои што ги водат власта, како сегашната, така и тогашната. Иако буквално се обраќав, пробував да го наметнам својот став, својот глас, секогаш остануваше на тоа дека ќе биде. И ништо од тоа не се случуваше. Откако се појави оваа политичка партија, сега не сум сигурна колку смеам да зборувам отворено, нели, за со оглед на тоа дека е забавна емисија, меѓутоа како што се приклучи во политичката партија Левица, тоа испадна дека навистина е тим кој што застанува позади мене и сите мои ставови ги поддржува, така што од тој аспект така влегов во политичкиот свет. И буквално таму веднаш беше препознаен мојот труд, моите залагања, моите вредности и се погоди да се случи во тој период да почне кампањата за локалните избори, како што го препознаа нели мојот квалитет не само во спортот, туку и надвор спортот, со оглед на тоа што имам нели соодветно образование, ми предложија дали би сакала да бидам нивниот кандидат за така што проба да влезеш во таа улога. Веројатно би ти прилегало, меѓутоа ете тоа можеби ќе биде некоја следна прилика затоа што сепак она што тебе ти е матично познавање дефинитивно спортот. Еве ако тргнеме на страна политиката, кои се работите што ти лично би ги променила во однос на воопшто спортот кај нас? Би почнала од нула, пред се во образованието, затоа што иако се уште тоа е тренд, она што како што јас сум растала во училишните години пред 20 години, гледам дека и денес е тренд буквално физичкото образование да е занемарено. Иако се дополнително... Да, физичко имаме математика. Да, ете така. Значи тоа им е и фрустрација и на децата, на самите деца им е фрустрација. Знам дека често сме доаѓале со спортска опрема, целите еуфорични, и ќе идеме во сала, ќе вежбаме денеска и наставничка да ни каже денеска е зафатена салата, ќе вежбаме математика. Баш тоа што го кажуваш и ти, сите сме го имале тоа искуство и за препастувачки што и денеска се случува истото. Да нема доволно сали, да нема доволно спортски објекти. Од друга страна, истите тие да се изнемуваат за пари. На приватни фирми, на приватни клубови, и сето тоа доведува до оној кој што е во ситуација да си го плати тоа, да може неговото дете да го прати на приватни часови, да си го возможи. Тоа би го замениле тотално, да секој дете има можност, затоа што тоа е во склоп на самото образование, на самите часови, не може да биде привилегија за некого. Значи тоа е основа, не може да биде привилегија само за богатите. Така тоа е еден од многуте работи кои што јас би ги променила. Да. Кои што би ги променила. Ти благодарам утрово што беше дел од магазин, навистина брзо ни помина времето, затоа што фативме од се по нешто. Меѓутоа, еве, за самиот крај во неколку збора, само што те исполнува кога ќе тргнеш на страна се она што ти е дневно врска и агенда. Читање на добра книга, да. Читање на добра книга, да. Сакам да читам, сакам да се релаксирам и навистина ме релаксира тоа, или пак некој добар филм, буквално онака за предспиење, за да ме заспие побрзо. Се надевам дека книгата која што прв се јавил и си ја добил од Весна Кираџиева, Кралицата, ќе издржи, ќе го мотивира, а воедно и ќе се релаксира. Ти благодарам уште еднаш.